Чувствуваме од граѓаните дека победата на коалицијата за подобра Македонија е известна и ќе биде убедлива. Граѓаните ќе се одлучат за сигурни и проверени проекти наспроти разневитување на македонската држава. Активностите на носителите на кандидатските листи за пратеници од коалицијата за подобра Македонија се во завршна фаза. На предпоследниот ден од изборната кампања пред изборниот молк, носителот на листата во изборната единица 5 Антонио Милошевски се сретна со битолчани на широк сокак, од каде порача дека на 11 декември ќе се стави крај на политичката криза и Македонија ќе продолжи да чекори напред. Чувствуваме веќе од граѓаните на терен дека победата на коалицијата за подобра Македонија е известна и ќе биде убедлива. Сакам да ги поканам сите, и определени и неопределени, да ни се придружат на 11 на мирни достоинствени избори, што поголема масовност, да гласаме за стабилна економија, за стабилно здравство, за напредно земјоделство, за повеќе странски инвестиции, за повеќе инвестиции во спортот и во културата и во инфраструктурата. Ѓорчев од Ческата покрај најавата за гигантот Леар кој треба да отвори повеќе од 1000 работни места, ќе бидат донесени и нови инвеститори кои ќе изградат свои фабрики во Тир Стетово, а со тоа ќе се отворат и дополнителни нови работни места. Пополнување на остатокот на Тир Стетово со фабрики, како што го донесовме гигантот Леар, кој што треба да отвори повеќе од 2000 работни места, така ќе продолжиме да носиме и други фабрики. Исто така и во Гостивар, исто таква технолошко-индустријска развојна зона во Мавровско-Реканскиот регион. Носителот на кандидатската листа за пратеници во изборната единица 2 Никола Тодоров го најави проектот за рестартирање на стопанските капацитети, жртви на транзицијата, за кои инвеститорите ќе добијат и голема помош од државата за повторно активирање на производствените погони. Станува збор за проект со кој што ќе се обидеме да се рестартираат овие капацитети, да се вработат луѓе. Државата ќе има сериозна помош на компаниите кои што ќе се нафатат да ги рестартираат капацитетите и во поглед на изградба на инфраструктурата на компаниите, но и во поглед на директна државна помош. Во новата програма на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија се предвидува изградба на нов клинички центар и болници, реконструкција на постоечките, како и специјализација на здравствените работници во реномирани светски здравствени институции. Во новата програма на ВМРО ДПМН продолжуваме со нашите напори во подобрување на здравствените услуги во интерес на сите наши граѓани. Тоа опфаќа изградба на клинички центар и болници, реконструкција на постоечките, продолжување со набавка на нова медицинска опрема, како и специјализација на здравствените работници во реномирани светски здравствени институции, како и воведување на нови здравствени услуги. Илија Димовски од Тројката ја најави изградбата на експресниот пат Штип-Кочани, но и рехабилитација на патните правци од и околу Кочани, како и изградба на браната Речани на Оризарска река. Да набројам само неколку работи кои што досега сме ги работеле. Изградбата на автопатот Скопје-Штип, кој што е практично 60% веќе изграден. За договорите за изградба на регионалните патишта од Штип кон Кочани и од Штип кон Радовиш, кои што Штип дополнително ќе го направат регионален центар. Започнатата изградба на клиничката болница, односно клиничкиот центар во Штип. Денес е предпоследен ден од изборната трка на политичките партии во пресред на предвремените парламентарни избори во недела на 11 декември.